бебе во Штипската болница е женско. Неколку минути подоцна се родило уште едно девојче. Според вработените во Штипската гинекологија, двете новородени девојчиња се символ за берикетна година. Традиционално штипскиот градоначалник го посети првото бебе, а додели вредносен ваучер и на гинеколошкото акушерско оделение. Расте бројот на новороденчиња во Штипската болница. Само во првите неколку часа од оваа година се родени 2 бебиња, и тоа девојчиња. А статистиките укажуваат дека во 2017 година во Штипската болница се родиле повеќе бебиња за разлика од 2016-та. 2017 година имавме 929 породувања, од кои што 30% се завршени со царски рез, другите се спонтано породени дечиња, додека во 2016 имавме 912 породувања. Малата Сара од општина Карбинци, тешка 3 кг и долга 47 сантиметри, е првото новородено дете во 2018-та. И мајката и бебето се во добра здравствена состојба. Според вработените на Штипска гинекологија, Сара е символ за берикетна година. Јас сум Ивана Постолова од Карбинци. Пред се заблагодарувам на персонало и ово ми прво дете. Традиционално првото новороденче го посети и штипскиот градоначалник. Ја почнуваме годината со еден убав настан, каде што ја посетивме мајката и новороденото бебе, тоа е женско бебе, Сара, кое што се родила во 1:50 по полноќ на Нова година, практично во раните утрински часови, и посакавме брзо да ја напушти болницата и да бидат во најдобра здравствена состојба каква што се сега. Денес штипскиот градоначалник на оделението за гинекологија и акушерство им подари вредносен ваучер во висина од 20.000 денари. Во текот на 2016 година вкупно се родени 23.199 деца, од кои 23.002 живородени и 197 мртвородени деца. Според возраста на мајката, најголемо учество, односно 34,1%, се живородени деца од мајки на возраст меѓу 25 и 29 години. Од Државниот завод за статистика покажуваат дека најголемиот број од живородените деца, 88%, се родени во брак, и оти намалувањето на ферилитетот е резултат на одложувањето настапување во брак во повозрасните години. Во 2016 година склучени се 13.199 бракови, а бројот на разведени бракови е 1985. Просечната возраст при склучување на прв брак е 26,5 години за невестата и 29,3 години за младоженецот. Бројот на умрените лица во 2016 година изнесува 20.421 умрено лице, а просечната возраст кај мажите изнесувала 70,3 години, а кај жените 74,7 години. Најзастапени причини за смрт во Македонија биле болестите на циркулаторниот систем, кои учествуваат со 53,5%. Како резултат на намалувањето на стапката на наталитетот и на зголемувањето на стапката на општиот морталитет, стапката на природниот прираст изнесува 1,2% на 1000 жители во 2016 година. Штипјанец и Кочанчанка во притвор. Полицијата при претрес во нивните домови најде околу 2,5 кг дрога. Освен марихуана, полицијата запленила и 130 таблети екстази. Две одделни успешни предновогодишни акции на одделот за недозволена трговија со дрога на СВР Штип. Во Штип и Кочани во очи Нова година полицијата откри и заплени на 2,5 кг дрога марихуана. 20-годишната Кочанка покрај поголема количина на марихуана дома чувала и екстази. На 29 декември 2017 година, по претходно добиени оперативни сознанија и по обезбедена наредба од Основен суд Кочани, извршен е претрес во домот и други простории на прво пријавената во Кочани, при што биле пронајдени и одземени опојна дрога марихуана со вкупна нето тежина од 2 кг и 245 грама,
133 таблети, за кои дополнително ќе добиеме вештачење од Министерството за внатрешни работи. 33 годишниот Штипјенец, кај кој полицијата дома откри марихуана, ја препакувал да ја продаде. И двајцата дилери заработија 30-дневен притвор од судија на претходна постапка. На 29 декември 2017 година, по добиени оперативни сознанија и обезбедена наредба од Основниот суд Штип, полициски службеници од Одсекот за недозволена трговија при СВР Штип извршиле претрес во неговиот дом, при што пронашле и одзеле вкупно 452,22 грама опојна дрога марихуана, спакувана во 3 најлонски кеси. Од страна на судија на претходна постапка, на пријавениот одредена му е мерка притвор во трајање од 30 дена. Кочанската полиција истиот ден извршила уште еден претрес, влегла во домот на второ осомничениот 22 годишен коченец. Кај него дома открила и запленила помала количина на марихуана или само 21,82 грама, 2 таблети, вага и дробалка. СВР Штип на сите тројца денеска и поднесе кривични пријави за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Мирна прослава за Нова година на подрачјето на Штипскиот полициски сектор. Во полиција регистрирани се помали нарушувања на јавниот ред и мир и 2 сообраќајни несреќи. Денес 2 сообраќајни несреќи во Кочанско. 69 годишен возач од Кочаника Облешево излетал од патот и удрил со возилото во бетонски столб и е хоспитализиран во Штипската клиничка болница. Секторот за внатрешни работи Штип за време на новогодишните празници презеде плански мерки и активности, насочувајќи ги службите за заштита на имотот на граѓаните и одржување на поволен јавен ред и мир. Како резултат на ваквите преземени мерки и активности, регистрирани се мал број на кривични дела и мал број на пријавени нарушувања на јавниот ред и мир. Од областа на сообраќајот, на подрачјето на секторот, се случиле 2 сообраќајни незгоди, од кои во едната едно лице е со тешки телесни повреди, додека во другата сообраќајна несреќа едно лице се здобило со полесни телесни повреди. Привлекување на поголем број на студентите и реформите кои ќе произлезат од новиот закон за високо образование се предизвиците на Штипскиот универзитет за тековната година, вели ректорот Блажо Боев во интервјуто на УГТ ФМ. Успешно беше 2017 година од сите аспекти за Универзитетот Гоце Делчев е оценката на ректорот Блажо Боев. Смета дека има исклучителен исчекор во квалитетот на наставата, зашто потврдуваат и анкетите направени меѓу студентите, а исто така бележи голем успех во делот на научно-истражувачката работа и меѓународната соработка. Трендот на намалување на бројот на студентите во земјава поради миграцијата на младите е проблем и во оваа високообразовна институција. Бројот на запишани студенти во прва година, тој од година се намалува, меѓутоа реков УГД со своите капацитети што ги има, се држи сега на некоја бројка што е негде 2100 студенти по година и мислам дека доколку успееме оваа бројка да ја повторуваме и да одржуваме на нивото на тие 2100 студенти, мислам дека би биле задоволни во тоа што се случува на УГД. Боев забележува дека предизвик и оваа година е да привлечат што е можно поголем број на студенти. Затоа по божитните празници стартуваат и со кампањата за промоција на своите факултети, условите за студирање и се она што располага универзитетот во интерес на квалитетно образование. Лекот за стабилизирање на процесите во високото образование е во законските измени, односно новиот закон за високо образование. Има најави за некои нови моменти во делот на финансирањето, има одреден проект што го финансира Светската банка кој се однесува на системот за финансирање на високообразовните установи во Република Македонија. И затоа реков дека годината која доаѓа пред нас ќе имаме доста предизвици во поглед на тоа доколку се донесе, а веројатно ќе се донесе во почетокот на годината закон за високо образование, ќе треба да ги согласуваме актите на универзитетот, комплетно да кажеме нова сертификација на универзитетот во делот на процесите на постапките, бидејќи голем дел од постапките веројатно ќе треба да се променат. Боев смета дека центрите на универзитетот во Скопје, Струмица, Кавадарци и Прилеп се солидни во делот на бројот на студентите и како функционираат. Оние центри кои веројатно немаат свој
да кажеме, оправдување во поглед на тоа да екзистираат такви како што се веројатно времето кое доаѓа само по себе ќе ги стави надвор од системот на угледа, независно од тоа дали ние сакаме или не сакаме да го правиме тоа, бидејќи реков дека проблемот со бројот на студентите е значаен проблем во системот на високото образование во Република Македонија и мислам дека тој ќе биде немилосрден параметар во кој многу од нашите размислувања ќе ги коригира во насока на која треба да бидат. Реформите кои што престојат се предизвик за Штипскиот универзитет во текот на 2018 година. Боев смета дека оваа институција има капацитет да одговори на предизвиците. Остануваат и понатаму отворени за јавноста во делот на она што работат, но и како државата, стопанството и граѓаните да имаат придобивки од научните истражувања кои се работат во современите лаборатории. Од денеска започна зимскиот распуст за 270.000 средношколци и основци, од кои околу 20.000 првачиња. Второто полугодие продолжува од 22 јануари. Последниот работен ден беше на 29 декември, а учениците ќе имаат продолжен викенд, бидејќи 19 јануари, петок, е неработен ден. Оние кои граделе објекти на диво до 3 март 2011 година може да ги легализираат, односно денеска може да почнат постапката за легализација на овие објекти. Во првиот работен ден во годината повторно на шелтерите во општините ќе може да се поднесуваат барања за легализација на дивоградби, откако стапија во сила последните измени на законот за третман на бесправно изградени објекти, усвоени од собранието на 22 минатиот месец. Дополнителниот рок за поднесување барања за легализација е до крајот на годинава. Со законските измени се овозможи дополнителен рок и за комплетирање на документацијата, со што ќе може да се направи до крајот на јуни годинава. Услов за легализација на објектот е тој да бил изграден заклучно со 3 март 2011 година, како што се предвидуваше и со првото законско решение за оваа намена. Барањата се поднесуваат до општините каде се приложува платена сметка за струја или вода, пошто процедурата предвидува и доставување геодетски елаборат. На почетокот на процесот на легализација на бесправно изградени објекти од март до септември 2011 година беа доставени над 360.000 барања. Во дополнителниот рок пак што беше овозможен на почетокот на 2016 година беа поднесени уште 80.000 барања. Последните објавени податоци од надлежните институции покажуваат дека досега се легализирани 40% од објектите за кои беа поднесени барања, односно 186.000 објекти се стекнале со правен статус и се впишани во катастарот. За новогодишните и божикните празници вообичаено граѓаните создаваат поголеми количини отпад. Општинската комунална служба потсетува да се почитуваат нормите на Законот за јавна чистота. Почитувањето на Законот за јавна чистота е императив за сите граѓани и отпадоците да завршуваат во садовите за прибирање на смет, па така комуналните екипи без проблеми ќе си ја завршуваат работната обврска, потсетуваат од комуналната инспекција. Апел до сите граѓани, значи да го фрлаат отпадот дека е намената за фрлање на отпадот во кантите за отпадоци и во контейнерите, да не го фрлаат по јавните површини, по улиците и по тротоарите. Исто така и градежниот отпад шут треба да знаат дека треба да го фрлаат на старата депонија Крстот, да не го одлагаат на јавни површини, бидејќи следува казни по Законот за јавна чистота. За новогодишните и божитните празници вообичаени се создавањето на поголеми количини отпадоци, а овие денови се слават и со палење на огнови. Да упатиме апел и до сите граѓани по повод празниците кои што следат, дека коледарските огнови треба да се палат, значи на места каде што после тоа истите отпадоци ќе треба да ги соберат и да пазат, значи дека ги палат тие огнови за да не дојде до некои несакани последици, односно пожари или опожарување на некои места. И на поминатата година комуналните инспекцијски служби редовно биле на терен. Изречени се и казни за непочитувачите на Законот за јавна чистота во висина од 50 до 300 евра во денарска противвредност.
Најсиромашните граѓани во државата тешко стигнуваат до правда. Рестриктивен и тешко применлив во пракса е законот за бесплатна правна помош, што досега преживува благодарение само на невладиниот сектор. Оттаму очекуваат предпратениците наскоро да се најде целосно ново законско решение што ќе го ублажи проблемот. Сиромашните граѓани тешко доаѓаат до правдата. Анализите на невладиниот сектор покажуваат дека законот за бесплатна правна помош е рестриктивен и тешко применлив во пракса, а преживува само благодарение на нив. Токму и затоа овој закон ќе се менува. Предлог текстот е готов. Нашите истражувања говорат дека само 1% од вкупниот број на граѓани во Македонија би добиле бесплатна правна помош ако бараат. Значи во бројки тоа се некаде околу 18.000 граѓани, што е 1/3 дури и од граѓаните кои што добиваат социјална парична помош. Значи толку е рестриктивен, порестриктивен и од законот за социјална заштита. Истражувањата покажуваат дека 70% од социјално ранливите категории не ни знаат како да ја добијат бесплатната правна помош во одредени судски постапки. Според невладиниот сектор и Министерството за правда, овој закон недоволно го промовира. Во изминатите 7 години Сдруженијата ги учеа граѓаните како да ја бараат правдата пред судовите. Целта на овие правни сесии за правна едукација на граѓаните не е да ги направиме експерти во правата, во познавањето на правата, туку да научат каде може да се обратат за помош, да научат да го препознаат проблемот дека е правен, да научат на време да реагираат, за да не еден мал проблем да не прерасне во голем. Во изминатите 18 месеци бесплатна правна помош побарала 1200 граѓани. Најчесто бараат совети од областа на имотно-правните односи и заштитата на децата, а во најголем број од случаите се и жртви на семено насилство. Раководството на боречкиот клуб Балканец од Штип во пресред на новогодишните празници на сите своји членови им додели признанија, а Зоран Шоров е избран за спортски директор на клубот. Последниот ден од старата 2017 година мина во мощна срдечна атмосфера во просториите на боречкиот клуб Балканец од Штип. Во присуство на скоро целиот потенцијал со кој располага Штипскиот боречки клуб, беа доделени признанија за придонес за клубот на сите негови членови. Ако се има податок дека раководството на Балканец се ангажира околу популаризацијата на борењето и враќање на некогашните славни боречки патеки, тогаш масовниот прилив на млади борачи е вистинското огледало за успешниот потек. Во едно на сите нив од клубот им беа подарени календари и пенкала со посвети. Балканец во новата 2018 година започнува и со нов спортски директор на клубот, а тоа е Зоран Шоров, кој на ова место е избран на редовното собрание кој се одржа во пресред на новогодишните празници. Со последните информации од спортот ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. Имајте убава вечер. Пријатно.